Ќе го прочитаме целата глава, петтата глава на Изреки или Пословици. Со Божја помош ја разгледаме седмата Божја заповед денес. Да го чуеме Божјото Слово, кое е боговдахновено и е непогрешливо и не може да греше, со понизност и почит спрема тоа Слово. Сине мој, чуја мојата мудрост, наведни го своето уво кон мојата разумност, за да ја запазиш расудливоста и твоите усни да го задржат знаењето, зашто од усните на туѓа жена капе мед и непцето е помазно од масло, но таа најпосле е горчлива како пелин, остра како меч со две острици. Нејзините нозе слегуваат кон смртта, а чекорите и водат кон подземјето. Таа не оди по патот на животот, патеките и се колебливи, и таа не знае на каде водат. Затоа сега послушај ме, сине, и не отстапувај од зборовите на мојата уста. Твојот пат нека е далеко од неа и не се приближувај до вратата на нејзината куќа. Да не го дадеш цветот на својата младост и своите години на немилостивите, да не се наситат туѓинци од твојот имот и твојот труд да не отиде во туѓа куќа. Да не ридаш на крајот, кога ќе бидат истрошени телото и снагата. И да не речеш, ох, како ја мразев пулката и како моето срце го презираше укорот, и не го слушав гласот на своите учители, ниту го приклонив увото кон оние што ме поучуваа. И за малку не западнав во секакво зло, среде собирот и заедницата. Пий вода од својот извор и онаа што извира од твојот кладенец. Зар надвор да се разлеваат твоите извори и водните потоци да течат по улиците? Нека бидат тие само твои, а не и на туѓинците кои се покрај тебе. Нека е благословен твојот извор и радувај се со жената на својата младост. Нека ти е како милосрдна и љубезлива кошута. Нека те напојуваат нејзините гради во секое време и нејзината љубов те восхитува непрекратно. Па зошто, сине мој, би се занесувал по туѓа жена и би ги прегрнувал градите на туѓинката? Зашто пред Господовите очи се човековите патишта и тој ги наблюдува сите негови патеки. Нечестниот ќе биде фатен од собственото беззаконие и ќе одржат јажињата на неговите гревови. Ќе умре, зашто нема поука, ќе пропадне заради своето големо безумие. Амин. Можеме сега да ги отвориме нашите Библии назад во втората книга на Библијата, Излез, во 20-тата глава. Ќе го работиме 14-тиот стих или 7-та Божја заповед, која е третата од вторите заповеди кои што се однесуваат за меѓучовечките односи и љубовта спрема ближниот како што се љубиме себе си. 14-тиот стих во нашите Библии стои вака: не ќе прељубодејствуваш. Или во други преводи стои не врши прељуба или не прељубодејствувај. И денес со Божја помош сакам да разгледаме оваа едноставна заповед која што Бог ја става тука одма после 6-та заповед која што кажува не ќе убиваш. И како што кажавме минатиот пат, за овие заповеди, баш оваа 7-ма заповед се однесува за сексуалноста на човекот и брачните односи, заемните брачни односи. И мораме за оваа заповед да започнеме со бракот, како институција, одредба на Бог. Не можеме да имаме прељубодејствување надвор од брак. И да, оваа заповед, првичната цел, зборува овој збор, еден збор на еврејскиот, зборува за прељубодејствување надвор од бракот. И мораме да кажеме што е бракот најпрво. Секако нема да се прошириме и да зборуваме опширно за бракот, бидејќи оваа проповед нема да биде стрикно за бракот, но мора да дефинираме што е одредбата што Бог ја воспоставил за еден маж и една жена
да бидат во брак. И таа одредба ја имаме од почетокот. Бракот не е последица на падот во грев. Бракот не е човечка измислица. Бракот е институција која што Бог ја воспоставил за доброто на човекот. И можеме да читаме во Битие, 2 глава, каде што Господ Бог самиот вели во 18 стих, не е добро човекот да биде сам. Ќе му направам помошник соодветен нему. И знаеме како Ева беше создадена. Адам беше заспан од Бог и Бог изваде ребро од Адам за да ја создаде жената, која што му ја даде да биде негов сопатник и помош соодветна нему. И Адам ја нарекува Ева или жена. Во Битие 2 глава ова сето можеме да го читаме и таму добро ни кажува дека Адам после сите животни кои што ги именува не најде ништо што му беше соодветно и добро за да живее заедно и за да биде во меѓусебен однос. И затоа Бог му создаде жена соодветна и тој вика таа е коска од моите коски и плод од мојата плод или тело од моето тело или кожа од мојата кожа. И сега мора да се запрашаме зошто Бог виде дека не е добро, го создаде човекот сам прво, но виде дека не е добро да биде сам и зошто Бог го воспостави бракот. Првично, бракот, како што прочитавме во Битие 2:18, е за взаемното уживање и за взаемната помош помеѓу сопружниците. Бог милостиво виде дека човекот не може да живее сам и му треба сопружник. И бракот го исполнува тоа. Бракот е институција помеѓу еден маж и една жена, и тоа го гледаме во Битие исто така. И помеѓу еден маж и една жена има помош, има заемно уживање и одговорност и така тие можат да живеат. И од тоа произлегува и втората причина зошто Бог го создаде бракот, а тоа е за плодење или создавање потомство за светот, првично, но најголемо е потомството за црквата. Бог така определил да се проширува црквата, да се зголемува црквата на земјата преку потомството на своите свети. И вели во Битие 1 глава 28 стих, и Бог ги благослови и им рече, плодете се и множете се и наполнете ја земјата. И таа заповед важи и за нас денес. Ние во нашите бракови, кои што Бог ни ги дал, треба да гледаме не само за нас, за нашето уживање, за нашето добро, туку да гледаме за доброто на црквата, за доброто на општеството и за доброто на целата земја, да се исполнува со плодот на бракот, а тоа е се децата. И Бог милостиво, исто така, знаејќи ја состојбата на човекот после падот во грев, милостиво го воспостави бракот за да го спрече блудот, развратот и секакво насно сексуално искуство надвор од бракот. Ни се кажува во 1 Коринтијаните 7 глава, апостолот Павле ни вика во 2 стих, но заради блудствата секој нека има своја жена и секоја жена свој маж. И понатаму во 9 стих вика, но ако не можат да се воздржуваат, нека се женат и мажот, зашто е подобро да влегуваат во брак, отколку да се распалуваат. Гледаме дека Бог
го создал човекот да биде во заедница, да биде во заедница со една жена, за да неговите страсти, кои што секако ги има, да бидат скротени и да бидат во една чистота, која што Бог ја определил после девственоста, како што е речено, после девственоста најголемата чистота е чистотата во бракот. И сваќаме дека секако бракот е за повеќето луѓе, но тоа не значи дека е за сите луѓе. Некој Бог ги одредил да бидат самци и да живеат на таков начин, посветено за делото на Господ Бог и за неговата црква. Тоа не значи да бидат монаси и надвор од светот, туку да се воздржуваат и да го употребуваат сето свое време за доброто на браќата и сестрите и доброто на црквата Христова. Тука видовме накратко што е бракот и зошто е воспоставен. И во оваа заповед, 7 заповед, Бог зборува специфично, првично, за прелюбодејствување, што е против бракот. Ако некој маж кој што е во брак со некоја жена, изврши има сексуални односи со некоја жена надвор од својот брак, тоа е прелюба. И јасно знаеме за тоа. И оваа заповед зборува првично за тоа, но секако, како што видовме досега за сите 6 други заповеди, Бог не ја лимитира само за еден одреден аспект на животот, туку вклучува многу други аспекти кои што се многу битни за нас, за да останеме чисти и чисто да му служиме нему. И така, ако Бог ни даде сила, ќе разгледаме сега што ни е заповедано првично, а потоа и што ни е забрането во самата 7 заповед. Можеме да видиме во Матеј 5 глава, каде што многу често одевме изминатите проповеди, дека самиот Исус ја потврдува оваа заповед, но и ја применува на многу различни аспекти. И вели во 27 стих во 5 глава, сте чуле дека им било речено на старите, не прави прелюба. А јас ви велам дека секој кој гледа на жена со желба, веќе извршил прелюба со неја во своето срце. И понатам вели, ако твоето десно око те соблазнува, извади го и фрли го од себе, зашто е подобро да ти пропадне еден од членовите, отколку целото твое тело да биде фрлено во пеколот. И ако твојата десна рака те соблазнува, отсечи ја и фрли ја од себе, зашто ти е подобро да пропадне еден од твоите членови, отколку целото твое тело да отиде во пеколот. Разбираме тука дека Бог има на ум со оваа заповед да го забрани и самото прелюбодејствување во срцето на човекот. Затоа можеме да кажеме дека оваа заповед ни се заповеда, се бара од нас да ја зачувуваме нашата собствена чистота и чистотата на другите во нашето срце, во нашиот говор, во нашето однесување. Бог го бара тоа од секого од нас. Зошто? Бидејќи ние сме создадени по неговиот образ. И можеме да видиме дека Бог е верен Бог и е спореден во неговиот однос со црквата како еден божествен брак. Бог влегува во брак со нас. И тој е верен. И ние треба да бидеме верни, да бидеме слични на него. И затоа, како што видовме во Матеј 5 глава, треба да го пазиме срцето.
бидејќи во 15-та глава на Матеј, Марко 7-та глава, ни се кажува дека злите нешта потекнуваат од срцето. Лошите мисли, блудствата, прелюбодејствувањата извираат од срцето. И затоа мудриот Соломон во 4-та глава на Изреки, познатиот тој стих, ни вели: а над се чувај го своето срце, зашто животот извира од него. Срцето на човекот е поизмамливо од се. И мораме да го зачувуваме и да го запазуваме според и оваа заповед во чистота, за да не му сгрешиме на Бог со разврат и блуд или со прелюба. Но да знаеме дека ние сами да го одржуваме нашето срце е и невозможно. Ни треба помошта Божја, за да можеме да го чуваме собственото срце во чистота. И треба да ја бараме таа помош од Бог. Бог ни ветува дека ќе ни ја даде. Во говорот исто така спомнав дека ни се заповедува, се бара од нас чистота и чистота кон другите. И ни се кажува во Ефесијаните 4-та глава 29-тиот стих за нашиот говор, каков да биде. И ни се вели таму: никаков гнил збор да не излегува од вашата уста, туку само полезен за изградување, каде е потребно, за да им даде благодат на слушателите. Што значи, од нас се бара збор на изградба, збор пол со благодат. Никаков гнил збор да не излегува од нашата уста. И како што можеби знаете во посланието од апостолот Јаков, каде што вели самиот: не може, браќа, од истиот извор да извира горчлива и сладка вода. Па така не можеме со нашиот јазик да го проколнуваме братот свој, а воедно и да го благословуваме Бог. Со тоа ни се заповеда нашиот говор да биде чист од секаква омраза, од секаква злоба и непријателство кон другите и од секакви нечистоти кои што не онечистуваат и не обесветуваат. И третото нешто што спомнав е однесувањето. Однесувањето можеме да отвориме во Прва Солуњаните, 4-та глава, 4-тиот стих, каде што апостолот Павле на Солуњаните им вика: секој од вас да знае да го држи својот сад во светост и чест, не во поход на страст како народите кои не го познаваат Бога, туку во светост и чест. Ние сме повикани нашето тело или нашиот сад, како што вели тука, да го држиме во светост и чест. И што тоа значи? Нашето однесување да биде пристојно, да биде умерено, да покажуваме љубов спрема другите на пристојни начини, не во разврат и непристојност. И лесно знаеме што е непристојно, што е пристојно. Не треба да се залажуваме и да си мислиме дека тоа е нешто апстрактно, туку можеме лесно да видиме што се бара во однесувањето наше. Нашето однесување треба да биде во светост и чест. Треба да покажуваме почит кон секој човек, како што ни е заповедано, како што видовме во 5-тата заповед. Сега, под второ, што Бог ни забранува во оваа заповед. И тука ќе поминеме повеќе време, бидејќи оваа заповед, како што видовме, е во негација. И е забрана. Е забрана против прелюба, првично. Прелюба во нашите бракови, во нашите семејства, да не внесеме трета личност, туку
бракот е помеѓу маж и жена и треба да се чува брачното легло чисто. Бидејќи, како што вели во Евреите 13 глава, дека Бог ќе ги суди лудниците и прељубниците. И како што знаете, секојаш велев така дека секоја заповед, она што се бара спротивното, ние забрането. Така ние се забранети сите нечисти мисли што произлегуваат од срцето, а како што ни се кажува после мислите, од мислите произлегуваат и нашите зборови. Така сите нечисти зборови ни се забранети и сите нечисти дела, кои што се поврзани. Мислите се првите нешта кои што треба да ги пазиме и да ги чуваме и да се бориме. Најчесто нашата битка со гревот се освојува во нашите мисли. Ако можеме да се избориме против мислите, тогаш можеме да се избориме и против делата, да не ги сториме делата, да не ги изустиме зборовите кои што се нечисти. Можеме да прочитаме во Изреки 6 глава, 18 стих, каде што кажува што Бог мрази. И вели срце што замислува грешни мисли. Тоа е нештото што Бог го мрази од својата душа. Човек што замислува, срце што замислува грешни мисли. Затоа ние треба да се пазиме какви се нашите мисли. Што правиме, како ги храниме нашите мисли. Што внесуваме во нашите глави. Дали е тоа чисто и свето, дали е побожно и добро, милостиво, љубезно, како што ни се вели во Филипјаните, нешто што е на добар глас, нешто што е на пофалба. Дали такви мисли имаме во нас, дали такви мисли култивираме, или сакаме да ги полниме нашите глави со се и се што ни го дава овој свет. А овој свет е секако предаден на сатаната. И сатаната не сака ние да имаме чисти мисли. Не сака да имаме чистота. И зошто можеме да видиме во светот, дори и на улиците за жал денес, Бог влева секакви нечистоти. Нечистоти за видот, нечистоти за слухот и така нечистоти кои што влегуваат длабоко во нашето срце и ние несвесно ги примаме и потоа извираат од нашето срце. Треба да се пазиме од сите нешта кои што можат да ги заразат нашите срца со погрешни мисли, мисли кои што не му се угодни на Бог. И затоа ни се вели во Колосјаните, мислете за она што е горе, не она што е долу на земјата, бидејќи она што е долу на земјата, како што кажав, е водено од сатаната и сатаната не го сака доброто за нас, туку го сака најлошото. Сака и ние да страдаме со него, да бидеме долу во пеколот со него и да бидеме угнетувани. Тој нема никаква корист од тоа, бидејќи тој нема да добие слава во пеколот. Но и текако нас ќе не уништи. Нема да биде сам. Ќе биде со оние кои што се предале на светот, на страстите и на похотите и се предале на сатаната. Како што кажав, забранети ни се изборовите. И секако мислите, ако се чисти, изборовите наши ќе бидат чисти. И затоа е лесно да видиме во општества кои што нема евангелие, нема светост, нема побожност,
луѓето измислуваат секакви зли нешта, а потоа гледаме во нивните разговори. Нема честитост, нема светост, туку има разврат и блуд. Има секакви гнасости и пцовки кои што не се прилични, не прилегаат на Божите чеда и апостолот Павле за тоа зборува во Ефесијаните 5 глава и каде што вели а блудството и секаква нечистота или лакомост да не се спомнуваат меѓу вас, како што им прилега на светите, ниту срамни и празни зборови, ниту смешки што се неприлични, туку подобро благодарност. Зашто знаете го ова добро, ниеден блудник, ниеден нечист, ниеден лакомец кој идолопоклоник нема наследство во Христовото и Божиото царство. И така, нашите зборови, што реков, треба да бидат чисти. Можеме да размислуваме за тој збор, безобразни зборови. Тоа е збор кој што го знаеме, но дали сме размислувале за како е создаден тој збор? Имаме без, што е недостиг на нешто, и образ, лик, подобие. И минатата проповед кажав дека човекот е создаден во Божиот образ. Спорувањето безобразно покажува дека ние сме го изгубиле образот Божи. И дали сакаме тоа да го имаме на нас? Дали сакаме да бидеме препознаени по тоа што кажуваме пцовки, кажуваме зборови кои што дури не ни размислуваме дека се нечисти, туку сме ги прифатиле и ги употребуваме како секојдневие. Но причината за тоа е бидејќи сатаната сака тие нешта кои што се свети, кои што се угодни на Бог, да ги сплечка, да ги направи ништожни, да ги извалка. И можеме да размислуваме какви се сите пцовки. Се однесуваат за некои сексуални односи. А знаеме дека сексуалниот однос во брак е добар и е чистота, како што кажа. Но гревот, таа чистота сака да ја свлечка долу. И нашите зборови, ако се состојат од такви пцовки, од такви реченици, изрази, кои што се нечисти, ние она што е Божјо го симнуваме. Не малку, туку го симнуваме во најдлабоките тињи, во калта на овој свет. И ги валкаме тие нешта. И може би размислувате за како овој свет се исмева со бракот, со оваа институција која што Бог ја определил. Се исмева со како бракот е мрак, како бракот е неубаво нешто и како жената владее во бракот, што е спротивно на Божите прописи. И така ние согледуваме дека светот си има своја агенда, бракот да го снижи, да го направи безличен и да го направи нечист. Но нас и на сите луѓе тоа ни е забрането. И е забрането. Нашите зборови треба да бидат чисти и за изградба, треба да бидат полни со благодат и љубов. Бидејќи како што знаеме, овие заповеди ни кажуваат и се исполнуваат во љубовта. Љуби го својот ближен како себе си. И трето, каде што имаме и најмногу работи, делата. Делата, нечистите дела, ни се забранети во оваа заповед. И првично, како што кажавме, прељубата е забранета. И
Може би предпоставувате и знаете, до 7-та заповед, до 10-те Божји заповеди, сите заповеди во Стариот Завет, тие 7, се казнуваа со смрт. Така и ова, прељубата. Тие што се фатени во прељуба, не само мажот или само жената, туку двајцата се виновни за смрт и казната нивна е смрт. Тоа треба да не заплашува. Ако тогаш бил толку сериозен тој грев, дали мислиме дека денес не е? И те како е? Бог го мрази и денес прелюбништвото, бидејќи бракот треба да го означува бракот помеѓу Христос и црквата, а не да се внесува друг. И прељубата често е прекршок и на другите заповеди. Прекршок е на 6-та заповед, убивањето на душата. Можеме да читаме во Изреки 6 глава за тоа, дека со прељубништвото ти си ја уништуваш својата душа. А знаеме дека во не убивај, Бог ни забранува да си наштетуваме на своето битие, што се состои од нашата душа. Воен оваа заповед не прељубодејствувај е кражба, бидејќи, како што ни се кажува, дека телото на мажот не му припаѓа на мажот, туку и припаѓа на жената, неговата спружница. А телото на жената пак не припаѓа само на жената, туку и на мажот. И така, ако нешто е во припадност на друг, а ние прељубодејствуваме со таа личност, ние крадиме од оние кои што го имаат во посед тоа тело. И можеме да размислуваме дека прељубата не е само прекршок на една заповед, на 7-та и па да речеме, па добро, не е проблем. Туку 10-те Божји заповеди се такви какви што се, што Бог ги создал да имаат совршенство, да имаат полнота и секоја се поврзува со една меѓу друга и ни покажуваат колку ние се грешиме на Бог. И баш и оваа заповед можеме да размислуваме колку ние сме грешни и ни треба спасение, ни треба спасител кој што изврши се праведно и чисто. Второ нешто во дела кој што се нечисти е блудот. Блудствувањето, што би се подразбирало под блудствување, е сексуални односи надвор од брак. Помеѓу маж и жена кои што немаат брачни односи. Предбрачни односи, тоа е блудство. И блудството, како што кажавме, во Евреите ни се кажува и на многу други места, прочитавме во Ефесјаните, дека блудниците нема да наследат Божјото царство. Блудниците се осудени од Бог. Секој оној што врши блуд ќе биде казнет од Бог. И можеме повторно да го спомнеме тоа дека ако казната за овој грев, прељуба, беше смрт, сега е уште поголема и тогаш ја имале таа казна, но сега можеме да размислуваме за тоа уште појасно, дека оној кој што нема да се покае за таков грев, кој што нема да бара помош од Бог и нема да бара спасение, се заврши во пеколот. Пеколот каде што нема да прими никаква милост. Исто така, во оваа заповед ни се забранува и полигамијата. Може би размислувате дека полигамијата во Стариот Завет е честа, ја има. Но дали Бог ја дозволува? Не. Бог
не му е мила полигамијата. И гледаме во Битие, почетокот, Бог не му создаде 2 или 3 жени на Адам. Даде една и му рече дека тие ќе бидат едно тело. Така, сета полигамија што се случува во Стариот Завет е Божјата долготрпеливост. Божјата долготрпеливост и допуштање на таков грев да се случува за да ја изврши својата цел, да го донесе Месијата на земјата, тоа е Исус Христос, а не допуштање и за нас и да мислиме дека е добро и полезно, туку е против природата наша. И ние, како луѓе, треба да се стремиме, да бидеме чисти од тој грев. Исто така, Бог го мрази хомосексуалност, ја мрази хомосексуалност, ја мрази содомијата, како што е наречено. Бог ги нарекува тие дела гнасни, одвратни во неговите очи, каде што мажи прават работи што треба да се прават со жени, и прават со мажи, или обратно, жени со жени. Тоа нешто е и гревот, еден од гревовите на содомците. И знаеме како заврши Содом. Содом заврши со оган од небото, бидејќи ангелите, Божите ангели, сакаат да ги силуваат, да извршуваат хомосексуални дела. И во овој свет во кој што живееме денес е доста распространето тоа. Луѓето велат дека и тоа е љубов. Но никаде во Библијата тоа не се нарекува љубов. Тоа е само страстна желба која што се забранува и е проколнета во Библијата. И треба и ние да зборуваме против тоа. Да не ни биде мило таа хомосексуалност, таа содомија која што се развива во светот. И фала му на Бог, многу помалку, во помали размери во нашата држава, но да не мислиме дека ние сме посвети во тоа. Бог има милост и долготрпение, но да не го предизвикуваме, туку да разбираме дека и тоа е грев. Бог го забранува. Исто така Бог ни забранува инцест или брачни односи помеѓу крвни роднини. Роднини кои што се или крвни или се поврзани крвно со некој од твоите роднини. Тоа ни го забранува Бог. Тоа не е добро за човештвото и е покажано дури научно дека гените на такви деца се пореметуваат. Има доста болести поради самиот инцест. Исто така е насен грев што ни се забранува е бестијалност или полови односи со животните. За жал, тешко е да се замислува тоа дека постои тоа, но кој има. И тоа Бог го забранува и го мрази. И како што зборувавме за бракот, мора да зборуваме и за разводот. Бог не дозволува развод поради па немаме сега љубов повеќе или не можеме да се поднесеме такви работи. Не, Бог јасно кажува дека никоја причина не е доволна за развод, освен прељуба. Прељуба и понатам во 1 Коринтијаните 7 глава напуштање, каде што неверникот ја напушта верната личност во бракот и не може да биде во постојан брак со нејзе. И тоа е технички развод. Така што тоа се единствените причини и можеме
во друга проповед за бракот да зборуваме повеќе и за разводот. Но Бог во оваа заповед ни забранува неоснован развод. Зошто? Бидејќи ни се кажува дека оној кој што зема разведена жена, која што е разведена неосновано, не според прелюба, да сопругот ако не извршил прелюба на неза и таа не се развела, туку се развела поради други причини, ни се кажува Христос ни вели тој прелюбодействува. И ние можеби мислиме сега, сега е светот модерен, имаме поголемо разбирање за нештото, но не е така. Не е така. Бог го забранува и тоа. Друго нешто кое што за жал е епидемија во светот е порнографијата. Порнографијата е достапна насекаде моментално. Интернетот е достапен само на допир на нашите раце. А интернетот, голем дел од интернетот е воден од безбожници, безбожни луѓе кои го сакаат најлошото за нас. Мораме да се пазиме од тоа. Секоја порнографска слика или филм е забрането во оваа заповед, бидејќи тоа е прелюба, прелюбодејство и блуд и разврат. И во тоа дело на порнографија, гледање на порнографија, учествување во снимање во порнографски дела, сето тоа Бог го забранува, а во самото тоа дело човекот ги гледа другите луѓе на екранот како предмети за свое задоволство. Предмети кои што може да ги искористиме, не ги знаеме, не ни се потребни да ги знаеме, но не задоволуваат. Тоа Бог го забранува. И тоа е погрешно, бидејќи човекот, како што кажавме, е создаден во Божјото обличје. И тој си има своја вродена светост. Ние како такви треба да ги почитуваме сите луѓе и не треба да ги искористуваме. Тука спаѓа и проституција на таков начин. Слично и порнографските филмови. И треба да се пазиме, бидејќи отвараме социјални мрежи и ако немаме филтери на социјалните мрежи, и те како излегуваат работи кои што не треба да бидат пред нашите очи, туку треба да ни бидат одвратни. Одвратни за нас, да ги гледаме, одвратни да помислуваме на нив. Треба да пазиме што гледаме. Како што кажав, ако гледаме такви нешта, нашите мисли се преоптоваруваат со нечистота. И таа нечистота се покажува во животот на човекот. И ако некој од вас е влезен во таа зависност, би рекол, бидејќи умешно е направено да биде зависност, треба да бара помош. Навистина треба да бара помош најпрво од Бог. И Бог е милостив и може да не зачува од тоа, да не запази и да не одврати. Но воедно и одговорност помеѓу себе. Треба да бараме одговорност, да сакаме да излеземе од таа злоба која што е присутна во овој свет. И ве молам, бидете свети како што е Бог свет. Барајте да бидеме свети сите заедно и да живееме свето. И Бог, како што спомнав, ни забранува тука и други нешта кои што не тераат во тие страстни похоти и желби, како што се недолични слики, недолично однесување на луѓето, недолично облекување, непристојност во облеката. Облеката денес се користи
и во целата историја на човештвото се користела за предизвикување, за блуд, за разврат. И во 5 глава видовме дека самиот изглед на блудницата е таков, за да примами, за да привлече. И можеби ќе си помислите, па кој сум јас сега да пазам како се облекувам за другите? Тие нека си го пазат својот поглед. Но не е така. И како ние сме чувари на својот брат. Ние треба да сакаме првично за себе, да го чуваме чисто и таинствено, она што е таинствено на нашето тело. Не сакаме да го прикажуваме на другите. Исто така, мораме да ги пазиме нашите мисли од што внесуваме преку читање, преку телевизија, преку слушање на музика. Може би ќе речете дека музиката е се една, нема развратна музика, но има музика која што ги заразува нашите уши со недолични зборови, недолични мисли, каде што се возбудуваат нашите страсти и не тераат на грев. Затоа треба да пазиме што внесуваме во нашите животи и така да живееме свето и побожно. И затоа историјата на црквата покажува дека црковните отци и црковните теолози од цела историја биле против театарот. И може би ви е чудно тоа, но театарот е една сцена каде што играат најчесто недолични мажи и жени. И често пати театарските игри се злобни со неморалност, разузданост и блуд и разврат. Мора да пазиме каде не наоѓа светот. Дали е долично за еден христијанин да биде најден на една развратна театарска представа. А да не зборуваме за тие дискотеки, за тие клубови, каде што самата музика е создадена така да те тера на страстни желби и желба за разврат и блуд. Дали треба таму да се најдеме? И можеби во нашата црква, бидејќи сме постара црква, со постари луѓе, тоа не е проблем. Но треба да размислуваме за нашите деца, каде одат нашите деца, да размислуваме што прават и со кого се дружат. И да ги чуваме и нив свети, бидејќи како што кажав, нас ни се заповеда да ја чуваме нашата чистота, но чистотата и на другите, не само нашата. И за крај, како да се бориме од оваа зараза, која што е присутна, од овој грев, да се бориме против овој грев? Најпрво да размислуваме секој во своето срце дека ништо таинствено нема да остане тајно, туку се ќе биде прикажано јавно. Бидејќи можеби мислиме посебно со порнографските филмови, дека никој не гледа, никој не забележува, по таинственост можам да вршам тоа дело. Но не е така. Има Бог кој што гледа, како што прочитавме во Пословици, 5 глава, 21 стих вели, зашто пред Господовите очи се човековите патишта, и тој ги наблюдува сите негови патики. Нечестниот ќе биде фатен од собственото беззаконие, ќе одржат јажињата на неговите гревови. Ќе умре, зашто нема поука, ќе пропадне заради своето големо безумие. Разбирајќи ја се присутноста Божја, можеме да се бориме против Бог, против гревот. Само така можеме да сватиме дека никој грев нема да биде во тајност. Се што сме извршиле,
дури во затворена соба, ќе биде прикажан еден ден на вечниот суд. И ако не сме се покајали, ако не сме нашле удел во Христос Исус, ако немаме заедништво со Него, Бог ќе ни суди според она што сме го направиле, а што сме мислеле дека е во тајност. И можеби сте виделе за тој концерт каде што се случи разоткривање на прелюба. Прелюба откриена пред очите на целиот свет. Тоа е за нас поука. Да разбериме дека ништо тајно, ништо сокриено не ќе остане како така. И Бог ќе го суди нештото. Треба и ние исто така да го гледаме нештото како погрешно, се што е тајно да биде добро дело, да биде нешто што го возвеличува Бог, а не нешто што ни уништува душата. Второ нешто што е лек за прекршување, за против прекршување на оваа заповед е да имаме истата мисла со Јосиф. Можеме да прочитаме во Битие 39 глава. 9 стих. И се вели, тој нема во куќава, ова го вели самиот Јосиф, за фараонот, тој нема во куќава поголема власт отколку јас и ништо не ми скратува освен тебе, зашто си негова жена. И како би можел да направам толку големо зло и да сгрешам против Бога? Тука гледаме една побожност која ретко се сретнува помеѓу нас. Ако имаме можност за грев и како го вршиме гревот, наместо да размислиме дека Бог ни направил толку големи добрини, а ние му враќаме со зло. И можеме тоа добро да го согледаме во книгата на пророкот Осија и како од таа книга ни се опишува Осија кој што зема жена која што има наклонетост кон блуд и таа извршува блуд после раѓање на две деца. Осија извршува блуд и прелюба. Но Бог во таа слика, во таа символика на Осија и Гомера ни покажува колку Бог не возлюбил нас. Ние сме тие развратни луѓе, прелюбници, кои што прелюбодејствуваме со Бог. Бог ни покажал толку милост, не возлюбил. И ние сепак одиме по идолите, блудствуваме со идолите. Тоа не смее да биде од нашите животи. И треба да го имаме истиот дух на Јосиф. Јосиф кој што беше праведен и издржа праведно да му служи на Бог и покрај тоа искушение. И на таков начин треба да се спротивставуваме и против нештата кои што ни се прикажуваат во овој свет. И можеме исто така да се заветуваме со нашите очи, како што се заветува праведниот Јов, дека нема да погледне на девица, 31 глава, првиот стих. А исто така Давид во првиот псалм, во 3 стих, вика, не ќе оставам пред моите очи ништо подмолно. А знаеме дека Давид е оној кој што изврши прелюба и со тоа изврши убиство. Најпрво можеме и за тоа, иако немаме време да размислуваме и за таа случка со Давид. Што беше она што го натера на тој грев? Да изврши прелюба. Мрзливоста. Тој требаше да биде заедно со својата војска на бојното поле, но тој си остана дома. Си остана дома да мрзоволи и со тоа беше искушуван. И тоа не учи дека и ние треба, како што вели апостолот Павле, да одете во духот и нема да ги исполнувате страстите на телото. Тоа е лек
прекршување на оваа заповед. Мораме да бидеме близу до Бог. Ако не сме близу до Бог, лесно паѓаме. И немој никој да ве измамува дека можете сами. Истото и со Самсон. Многу примери имаме како оној што е воден од Бог може да изврши прекрасни дела, но кога не е близу до Бог, паѓа многу. Оди во газа и прелюбодејствува, блудствува. Оди при проститутка. Самсон, праведниот Самсон, кој што е спомнат во книгата на хероите на верата, во 11 глава на Евреите. Исто што е лек и што мора да оправиме за сите нешта е да се молиме. И псалмистот во 119-тиот псалм, во 37-миот стих, се моли баш за овие нешта и вели да Бог одврати ги моите очи да не ја гледаат суетата, чувај ми го животот на твојот пат. Така, дали се молиме за нештото? Дали се молиме Бог да не зачува од овој грев, прелюбодејствување? Дали се молиме не само од физичко прелюбодејствување, туку и во нашите мисли, но воедно дали се молиме и за прелюбодејствување спрема Бог? Дали ги освојуваме нашите мисли за послушност кон Христос, бидејќи од страстните желби во срцето, кои што се грев самите, прераснуваат во сторен грев во телото. И блудот и прелюбништвото кај христијанинот не смее да биде, зашто ако сме споени со Христос, ние го носиме Христос кај блудницата. И така да размислиме и денес, како стоиме со Бог, дали сме силни во Бог, дали сме близу до Бог. Ако не сме близу до Бог, сме спремни да паднеме очајно. А овој грев е грев кој што не уништува само нас, уништува цели семејства. И потоа уништува цела црква, уништува цело општество. Бидејќи овој грев уништува бракот, кој што е основната клетка на самото општество. Да го молиме Христос, кој што ја исполни и оваа заповед, да ни ја даде неговата праведност. И ние да не се обесхрабруваме, бидејќи да, сите сме сгрешиле на еден или на друг начин против оваа заповед, но Христос ги исполни сите. И во неговата праведност тој не облекува. Ако преку вера го примиме и во покаяние бараме од него, да бидеме близу него, да го молиме Бог, да се најдеме во Христос, да се најдеме во него кој што е свети, совршен, бидејќи никој од нас не е. Секој сме имале погрешна мисла, дали сме имале погрешен збор или погрешно дело. Но Христос е праведен. И оној што не верува во него, денес да се покае, и овој грев е опростлив. Бог може и овој грев да го прости. Тоа само во Христос Исус. Да се молиме. Господи, Татко наш небесен, Ти свети семојќен Боже, Тебе Ти припаѓа сета слава, чест и величие. Ти си чист и праведен. Ние доаѓаме онечистени од нашите гревови, онечистени од сите беззаконија во нашите срца и во нашите животи. Доаѓаме да не очистиш и да не примиш во Твоето присуство, Твоето блаженство, да вкусиме колку си Ти добар и да живееме близу до Тебе.
прости ни за секој наш грев, прости ни за прекршување и на оваа заповед и дај ни охрабрување во овој ден и во нашите животи, да живееме свето и праведно и да ти бидеме на тебе послушни во се. Те молиме и за оние кои што не веруваат денес, ти приближи ги до тебе, дај им спасоносна вера и дај да се покајат за својот грев, бидејќи ако тоа не го направат, се плашиме за нивните души. Те молиме, биди милостив спрема сите и дај оваа црква сколемува во растот и во мерката Христова. Дај да живееме во полнотата на познавањето. Те молиме, сочувувај и запазувај од секој наш грев, од секој искушение и дај да можеме да победуваме над искушенијата како што и нашиот татко во верата Јосиф победи над искушението. Те молиме и ние така, да не ги свртуваме нашите очи да гледаат во суета, туку да ги затвараме нашите очи и ако не соблазнува нешто, да го оттргнуваме целосно нашиот живот, за да ти служиме верно и посветено. Те молиме, биди со нас од текот на овој ден, благослови не, чувај ни и пази не, дај да го осветуваме твојот ден, да живееме во праведност и светост. Те молиме, дај ни благословено заедништво меѓусебно и дај да се охрабруваме и во слабостите наши, да се поттикнуваме во љубов. Те молиме и во текот на целата недела, биди со нас. Биди со оние кои што се болни, кои што страдаат. Ти посети ги, закрепи ги, исцели ги, дај им сила над се, зајакни ги во духот и преку страдањата, дај да видат твојата љубов и твојата благодат. Се молиме и за оние браќи и сестри во далечни земји кои што страдаат за името Христово, кои што се убивани, кои што се угнетувани, кои што се заробувани. О, дај им сила и посети ги нив и употреби ги за Царството Христово, да се зголемува на земјата, да расте и ти уништи ги сите тие лажни религии, лажни учења кои што ги гонат твоите чеда и биди милостив и праведен над оние кои што се угнетувани. Те молиме за црквата низ целиот овој свет. Ти да ја зајакнуваш, ти да ја зацврстуваш и ти да бидеш нашиот Бог, а ние твои чеда, да одиме во послушност поради Христос Исус. Во неговото свето име се молиме. Амин.